Живее во време во кое птиците колваа оздола, а пците лаја само кога не поминував крај нив. Тогаш молча и гледаа. Никогаш не ми стана јасно зошто почнуваа да лаат дури откако сум ги одминал. И така, катаден така, молча и гледаа. Последен пат умрев во Истанбул. Тоа го знаев. И не молчев. Роден како син на писар и домаќинка, младоста ја минував како секое дете родено и одгледано во семејство во кое сите нешта се веќе однапред напишани и предвидени. Барем навидум. Тоа што јас ги поместив нештата и на крај ме донесе до мигот на мојата последна смрт, секако не беше писарската приказна на татко ми. Беше тоа мојот боемски крик роден во годините кога во Истанбул кришумот до ушниците од државните службеници долго во ноќта пиевме чај, пушевме хашиш и водевме љубов. Кучињата лаја оддалеку, а птиците летаа над Капали чаршија само на затворање. Потоа молчаа заедно. За да преживеам, јас им продавав перја од пауни на писарите. Тоа беше единственото нешто што ме врзуваше со татко ми. И не молчев. Молчев само кога наутро доаѓав дома уморен од блесокот на Босфорот на изгреј сонце. Молчев оти немав што да кажам, немав што да им кажам нив. Се беше однапред напишано. Затоа дома сите ќутевме. Жега и мачнина. Ништо повеќе. Понекогаш веднаш излегував. Штом си дојдам веднаш излегував. Имав своји утрински улички далеку од лудилото кое наутро го зафаќаше градот кога сите некаде трчаат, брзаат да стигнат до првата џамија, за пред Севишниот да ги истурат ноќните гревови, така мали, а така грешни, без да те фати од таа врвулица с будалени луѓе натоварени како на заминување, како за последен пат некаде да тргнале. Се прашував дали тие го наоѓаат својот мир во тој бесконечен, совршен хаос, однапред исцртана траекторија, секојдневно повторување создавам за да постојам или постојам за да ме нема. А мојата прошетка никогаш не завршуваше на исто место. Јас имав собствена траекторија или барам сакав да верувам дека е така.